Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира ќе слушат емисијата насловена како гласот на вистината. Ако го читаме Словото Господово, Библијата, всушност Светото писмо кој е Божи збор, Новиот завет ни открива дека Исус, додека бил на оваа земја пред 2000 години, многу често пати ја користел оваа фраза: вистина, вистина ви велам. И затоа оваа емисија е насловена емисија како глас на вистината. Потоа, во Евангелието на Јован, 8 глава, Исус им се обраќа на народот и на сите тие верски водачи и им вели: ако вистината го ослободи, на вистина ќе бидете слободни. Така да, на сите нас ни е потребна вистината. Единствено. Вистината се крие само во Створителот на небото и земјата. Зошто? Затоа што тој самиот е вистина и од него произлегува вистината. Бог никогаш не се служил со лага или па тој некаде со некого да се шали. Бог е сериозен и тој секогаш ја зборувал вистината. Бог нема ништо заедничко со лагата. Туку во Новиот Завет Библијата ни открива дека татко на лагата е ѓаволот и дека тој од самиот почеток мами и лажи. Ако го читаме Словото Господово, ќе откриеме како беа излажани Адам и Ева. Така да, затоа ова емисија е насловена емисија како глас на вистината, преку кој можеме, се разбира, да го слушаме Словото Господово, како што реков, под инспирација на Светиот Дух. И онака како што апостол Павле зборува до 2 Тимотеј, кој вели: целото писмо е од Бога вдахновено, полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да Божиот човек, за да ние бидеме усовршени или совршени и подготвени за секое добро дело. Значи, зборот Божи е тој кој може, или Бог преку зборот може и преку инспирација на Светиот Дух да не подготви за секое едно добро дело. И не само тоа, туку и за неговото, се разбира, второ триумфално доаѓање на овој свет. Затоа, ова вечер сакам да ви препорачам дека треба секој еден од нас да го чита Словото Господово. Може би имаме повеќе во нашите библиотеки Библии, но тие често пати знаат така да стојат и да ни фаќаат прашини. Но внимавајте, за сето тоа ќе сносиме голема одговорност пред Господа. Затоа ве охрабрувам и ви препорачувам да почнете да го читате Словото Господово. Ќе го откриете Господ и, што е многу важно, ќе откриете смислата на животот. Дека единствено животот има смисла само се разбира во Господа. Ние минатата служба зборувавме точно за Божиот пријател Аврам. Всушност ние неколку емисии, тоа се серија на предавања кои зборуваме за животот и верата на Аврам. Затоа што Библијата нели го нарекува човекот на верата. И Библијата ни открива дека Аврам беше оправдан точно преку верата. Исто така, Библијата ни открива дека не може да му се угоди или да му се пристапи на Господа, ама без вера. Затоа нешто доаѓа пред Господа, треба да доаѓаат, се разбира, со вера. Ние зборуваме за еден измороден настан, извореден текст, уникатен, како што минатата емисија го нареков уникатен текст, правајќи паралелка со текстот кој што ни е запишен во книгата на Јов, гледајќи го животот на Јов. Се што Јов загуби од страна на ѓаволот. Меѓутоа, овде имаме еден сосема друг настан и затоа овој настан го нарекувам уникатен настан. Ако во тој случај ѓаволот му љуби сите 10 деца на Јов, во овој случај Аврам требаше да губи сопственото дете,
да го убие или Библијата вели да го принесе Исаак на жртва или како жртва, сепаленица пред Господа, кој што на еден начин би ја задовел Божјата праведност. Но не беше Божјата намера да такво нешто се случи, туку ние откривме која била Божјата намера, која всушност била Божјата мисла. И тоа Словото Господово во најпрецизен и најточен начин ни го објаснува. Бог сакал само да направи проверка врз верата на Аврам, врз Божиот пријател. Затоа што Библијата го нарекува Аврам, дека Аврам или открива дека Аврам бил Божи пријател и дека Бог комуницирал со Аврам. Па дури во еден случај пред овој настан, доаѓаат тројца луѓе или тројца мажи пред Аврам или кај Аврам и Аврам му се поклонува до лицето на земјата и ги нагостува. Библијата вели дека или се мисли дека еден од нив меѓу тие тројца мажи беше и Бог, кој му вели дека до година твојата жена Сара ќе има дете или ќе има син и ќе се вика Исак. И всушност тоа беше не Божјото ветување, туку Божјото исполнување дадено кон Аврам. Библијата ни открива дека Божите ветувања дадени кон Божите луѓе и дури денеска кон нас се да и амин. Зошто? Затоа што Библијата ни открива до посланицата на евреите дека Бог не се менува. Тој денес, утре, за веки веков. Тој е ист. Тој е надвор од времето и просторот. Потоа во првата книга на Самуилова, па и во многу други случаеви, Библијата ни открива дека Бог не е човек па да се предомислува, ниту па син човечки. Потоа, во Евангелието на Јован 4 глава, Библијата ни открива дека тој е дух и оние кои што доаѓаат треба да доаѓаат пред него во дух и вистина, како вистински поклоници. Кога зборуваме дека Бог е дух, тоа значи дека тој е безтелесно суштество. Дека нема физичко тело, туку тој е дух. И потоа гледаме, реков, еден многу доста интересатен, уникатен настан, каде што ни е запишен во Светото писмо. Како Бог прави проверка на Аврам или врз Аврамовата вера кон Бога. Бог, како што кажав, не се менува. Многу често пати Бог знае да направи и да ги направи истите чекори кон нас, да направи проверка на нашата вера. Да Бог провери колку на вистина ние му веруваме, без разлика во каква ситуација да се наоѓаме. Ја мислам дека и верувам дека и му благодарам на Бога, затоа што досега никој не сме се нашли во една ваква тешка ситуација. Може би многу често пати да се дискутираме едни со други за многу тешки ситуации кои доаѓале и ќе доаѓаат во нашиот живот, се додека сме живи на оваа земја. Меѓутоа, еден ваков настан на никого од нас не се има случајно. Овој затоа настан го нареков уникатен настан, затоа што Аврам требаше да го убие, всушност да го пренеси својот единствен син. И замислете си, не му било едноставно на Аврам. Долго чекалманиот син, а потоа нели Бог му го ветува и му го дава, а сега на крајот треба да го принесе или да го убие. Библијата вели да го убие својот единствен син и да го пренесе како жртва сепаленица. И тоа Аврам, без разлика на целата негова потешкотија, агонија кој тој ја поминувал, без малку сомневање на својата вера кон Бога, тој одлучил да го принесе Исак како благопријатна жртва пред Господа. Замислете си, многу често пати некои најминимални работи кои Бог од нас сака, ние се двоумиме или всушност се правиме дека не го разбираме Бога. Но Аврам многу точно го разбра Бог, без малку да се сомнева, и го пренесе својот единствен син Исак како жртва сепаленица.
нема да го читаме тој настан, но сакам да отвориме заедно во посланието на Јаков, 2 глава, да читаме од 14 па се до 26. Значи, послание на Јаков, апостолот Јаков, се мисли на полубратот на Господ Исус Христос. Ке отвориме заедно, како што реков, 2 глава, ке почнеме да читаме од 14 па се до 26. Насловот гласи на овој пасус дека без вера, поточно без дела, верата е мртва. И во склад со настанот кој го имаме во првата книга на Мојсе, со Аврам и Исак. Ако, Аврам му веруваше на Бога, но сега тоа требаше да се провери со дело. Затоа Библијата вели дека не само што верата има своји квалификации, туку верата има и своји дела. Еве што вели Словото Господово. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а дела нема? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и немаат што да јадат, па некој од вас им рече, одете си во мир, грејте се и наситете се, а не им дадете она што им е потребно за телото, каква полза има од тоа? И така, верата, ако нема дела, сама по себе си, таа е мртва. Не може никој да рече дека ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја својата вера без дела, а јас преку моите дела ќе ти ја покажам мојата вера. Ти веруваш дека Бог е еден и добро правиш, но и злите духови веруваат, меѓутоа треперат. Не сакаш ли да разбериш, о суетни човеку, дека верата без дела е мртва? Нели со дела беше оправдан Аврам, нашиот татко, откако врз жртвеникот беше положен синот Исак, или неговиот син Исак? Гледаш ли дека верата дејствуваше заедно со делата негови и дека преку делата верата стана совршена? И се изврши писмото кое вели: му поверува Аврам на Бог и тоа му се засмета или му се сметаше за праведност. И тој се нарече Божи пријател. Гледате ли дека човекот се оправдува не со дела, а не и со вера, туку преку дела и вера. И така се оправдали со дела и блудницата Рав, откако ги прими изведувачите и ги изведе на друг пат. Зошто како што телото без духот е мртво, така и верата се разбира преку дела. Значи, гледаме дека верата без дела е мртва. Верата е потребна дела, а на делата им е потребна верата. Зошто? Само на таков начин може верата да стане совршена. Како? Само преку делата. Всушност, Аврам се нарече Божи пријател, откако неговата вера беше испитана или проверена. Да Исак биде принесен за жртва сепаленица. И тој го принеси и на еден таков начин верата стана совршена кај Аврам. Како? Преку делата. И Библијата вели тоа му се засмета на Аврам како праведност. Така да, ова вечер сакам да останеме со оваа мисла, дека верата не само што има своји квалификации, од кои што човекот ќе има корист или полза, туку таа сама по себе е мртва, како што телото без духот е мртов. Затоа, имајте убава благословена вечер, Господ нека биде со вас, Бог нека ве благослови, Господ нека ве чува и нека Тој ве води, нека Тој ве ицели. И навистина, мојата молитва е да го спознаете
вистинскиот Божи пат, кој води кон небото и кој води кон царството, се разбира, Божјо. Така да, ако даде Господ наредната емисијата Глас на вистината, ќе продолжиме понатаму по прашање на верата и по прашање на жртвувањето, се разбира, на Исак. И ќе видиме неколку клучни работи зошто Бог му вели на Аврам излези од татковата си земја. Потоа ќе видиме зошто Бог баш така му се објавува како Бог Ире или Јахве или Адонај Ирех. Така, имајте благословена вечер и Господ нека биде, се разбира, со сите вас. Пријатно. Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што, се разбира, ќе слушат емисијата насловена како Гласот на вистината. Ако